Македонците најмногу користат канабис. Го употребувале и на работа, и на училиште. Најкористена дрога во Македонија е канабисот, со 32% од испитаниците кои пријавиле употреба во последните 12 месеци во истражувањето спроведено во публикација на Институтот за јавно здравје. Луѓето главно користеле канабис за ослободување од стрес и релаксација, но и за социјализација, подобрување на спиењето и справување со анксиозноста. Интересно е што над 90% користат нелегален канабис, а само мал дел го земаат легално или со медицински рецепт. 97% од испитаниците изјавиле дека користеле марихуана во форма на џоинт, а повеќе од половина изјавиле дека обично го делат со другите. Марихуана купиле 79% од испитаниците, додека 15,9% ја добиле бесплатно, а 2,1% си ја произвеле самите. Канабисот најчесто се користел дома, во природа и на јавни места, но и на музички фестивали, клубови, барови, па дури и на работа или училиште. Возење под дејство на канабис било пријавено од дури 53% од корисниците, што представува значителна опасност за безбедноста на патиштата. Покрај тоа, голем дел од корисниците истовремено покрај канабис конзумирале и други супстанции како алкохол, тутун, па дури и кокаин и амфетамин. Втората најчеста е употребата на бензодиазепини без рецепт со скоро 26%, односно лекови за смирување. На листата е и кокаинот, кој го користеле речиси еден од секој 5 испитаници. Кокаинот најчесто се користи во форма на прав, а најчесто во комбинација со алкохол и тутун. Главните причини за употреба се социјализација, забава, а некои го користат и за подобрување на сексуалните перформанси. Кокаинот македонците најчесто го конзумираат во клубови, барови и на музички фестивали. Екстази или MDMA користеле околу 9% од испитаниците, главно на забави и фестивали, поради зголемување на енергијата, подобрување на дружењето. Амфетамините ги користеле 10,7% од испитаниците, првенствено за будност и подобрување на перформансите, а најчесто дома или на забави. За жал, само мал дел од корисниците побарале помош за зависност, главно поради страв од стигма и правни последици.